Упадот во Капитол Хил на 6 јануари зададе два големи удара на светската демократија. Првиот, очигледниот, беше насилството над законодавниот дом на најмокњата држава на слободниот свет. Вториот, затскриен удар, беа одлуките на Фејсбук и на Твитер да ги замолчат профилите на Доналд Трамп, со што американскиот претседател загуби пристап до 100 милиони следбеници. Објаснувањето на сопственикот на Фејсбук, Марк Закерберг, е дека целта на нивните постапки е заштита на демократијата. Во текот на последните неколку години му дозволивме на претседателот Трамп да ги користи нашите платформи во согласност со нашите правила и повремено ги отстранувавме или ги обележувавме содржините што ги прекршуваа нашите политики. Го направивме ова затоа што веруваме дека јавноста има право на широк пристап до политички пораки, дури и оние контроверзните. Но актуелниот контекст сега е различен. Вклучува употреба на нашата платформа за потикнување насилно восстание против демократски избрана власт. Но чекорот не им се допадна на многумина. Рускиот опозицијски лидер кој неодамна беше жртва на обид за убиство, Алексеј Навални, одговори со повеќе контратези, меѓу кои дека и ако го замените Трамп со Навални во денешната дискусија ќе добиете околу 80% од одговорот на Кремљ на прашањето зошто моето име не смее да се спомене на руските телевизии и зошто не смее да ми биде дозволено да учествувам на избори. Овој преседан ќе биде искористен од противниците на слободата на говорот низ целиот свет, вклучувајќи и Русија. Секогаш кога ќе треба да замолчат некого ќе речат, ова е вообичаена пракса, па и Трамп беше замрзнат на Твитер. Извршниот директор на Твитер, Джек Дорси, се огласи 8 дена по донесувањето на одлуката да го замрзнат Трамп. Според него, компанијата донела правилна одлука, но тој покажа и самокритика по негативните реакции. Верувам дека донесовме правилна одлука за Твитер. Сепак, забраната на еден профил има реални и значителни последици. Иако има јасни и очигледни исклучоци, мислам дека забраната е наш неуспех да промовираме здрава дебата. Неопходноста за преземање вакви чекори поставува преседан кој е опасен. Моќта која една индивидуа или корпорација ја има врз глобалната размена на мислење. Таа мок на корпорациите ја осудија мокни политички тела, меѓу кои Европската комисија, но многу повеќе реакции има на пониско, неполитичко ниво. Домашниот интернет експерт Дарко Булдиовски вели дека проблемот е што отстранувањето на Трамп е направено без јасни правила. Не се повика, односно не постапија врз основа на одлука или законодавна мерка или правна рамка која што е пропишана од самата држава. И на тој начин се ставија над државниот апарат, над државниот систем. Со тоа што испрати една многу, да речеме, негативна порака, во смисол на ние сме многу моќни, никој не може да не контролира нас. Ние ќе правиме онака како што одлучуваме. Зад одлуката на технолошките гиганти да го блокираат Трамп, вели Булдиовски, најверојатно лежи и друга причина. Интерпретацијата на тоа е дека да, сега ќе демонстрираме сила, сега ќе можеби сакаме да им се додворуваме на новите власти, затоа што во Америка се под силна закана да ја бидат строго регулирани, односно построго регулирани овие исти сервиси во следниве година-две. Значи, ако сакаа да навистина влијаат на промената на дискурсот, на блокирање на лажните вести што Трамп ги ширеше со неговата армија години наназад, тогаш требаше оваа реакција да биде многу порано. Од фондацијата Метаморфозис, која соработува со Фејсбук во Северна Македонија, потсетуваат на другата страна на паричката. Програмскиот директор Филип Стојановски вели дека социјалните мрежи се приватен простор во кој нивните корисници се согласуваат на одредени правила на игра. Така, процесот на нечие отстранување е интерен во рамки на самите компании. Имаме ситуација во која што самите технолошки компании се под закана дека ќе бидат сметани како соучесници за содржини кои што некој ги објавува кај нив, а тие имаат можност да ги тргнат или не. Во ситуација кога имаме кршење на уставен поредок, насилство, па дури убиства или обид за убиство, прилично им е јасно на сите дека не се работи само за нешто што е поврзано со слободата на изразување, туку има многу поширок контекст. Метаморфозис во соработка со Фејсбук започна програма за проверка на факти во земјава за содржини кои се вирални, а неточни, со што може да нанесат општествена штета.
Но додава Стојановски, дезинформациите не се бришат и самите организации немаат таква можност. Во основа, кога некој ќе објави дезинформација на Facebook и таа е оценета од страна на проверувачите на факти, лицето, профилот или страницата која што ги има објавено, освен што се гледа и на самата објава, се додава содржина која што вели прочитајте повеќе и слично, тие добиваат и информација во нивниот инбокс, со кој што им се објаснува што се случува. Така што тие имаат можности да се поправат ако утврдат дека сакаат да го сторат тоа. Стојановски додава дека според правилата на партнерството со Facebook не анализираат изјави од политичари или политички партии, но според Булдиовски, барем во САД, една од клучните дебати што се отвораат сега е онаа за одговорноста на социјалните медиуми за содржините кои се наоѓаат на нивните платформи. Процесот отиде до таму што се блокираат цели социјални медиуми. Да не забравяме дека овој период голем дел од поддржувачите на Трамп се почна да се префрлат на други сервиси, кои што можеби ќе им го надокнадат недостатокот на Twitter и на Facebook и така натаму. Меѓутоа што се случи? Amazon и Google и Apple го блокираа пристапот и на Parler, значи на другиот сервис каде што најчесто најголем дел од поддржувачите на Трамп отидоа да си го најдат нели својот медиум каде што ќе продолжат и понатаму непречено да комуницираат. Така да, таа е дискусијата која што всушност се отвара сега. Колкава е моќта и кој им дава за право во една ваква ситуација да овие сервиси нели одлучат дали таа апликација треба или не треба да постои. Дебатата за моќта и одговорноста и отчетноста на социјалните медиуми започна од САД, но очекувано е да се шири. Еден од најпознатите американски весници Лос Анџелес Таймс веќе ја постави тезата: Трамп е казнет, но зошто немаше реакции при сличните сценарија во Мјанмар, Индија, Шри-Ланка, Филипините, Бразил? Ако правилата важат во САД, тогаш зошто не и во целиот свет?